Мај наместо надеж за богата берба донесе пустош. Ниските температури ги уништија лозовите и овошните насади во Росоман, Делчево и Берово. Таму каде што требаше да зрее родот, денес има празни гранки и огромни загуби, а кај дел од земјоделците и до 100%. Сливите, праските и лозијата се речиси целосно уништени. Наместо да се подготвуваат за берба, земјоделците веќе ги сумираат штетите и се соочуваат со неизвестна година, без приходи. Но последиците нема да се почувствуваат само на нивите. Помало домашно производство значи и повисоки цени, зголемен увоз и лето во кое граѓаните ќе плаќаат повеќе за овоше, што го има се помалку. Имаме измрзнување за чекајпраските, дури 100%, исто се случува и во малишевијата, кај сливата и одредени коскисти овоши, имаме и таму измрзнување до 100%. Еве таму во малишевијата веќе е најавено да се организира, значи воредна седница на Совет да се прогласи елементарна непогода. Исто и во другите региони имаме оштетувања, меѓутоа не се до тој процент како што во двата региони. Оваа година пак ќе се повтори ланската година да имаме скапо овоше и ќе имаме дефицит од многу овоше. Од ресорното министерство посочуваат дека за утврдување на штетите најпрво треба да реагираат општините. Советите треба да прогласат елементарна непогода и да формираат комисии кои ќе направат проценка на терен. Комисијата треба да изготви сеопфатен извештај за последиците од мразот врз овошните насади на земјоделците. Подготвениот извештај треба да биде доставен до комисијата формирана од владата со цел да се разгледа и донесе одлука за обештетување. Меѓу општините што ќе свикаат во наредна седница е Делчево. Градоначалникот најави дека ќе предложи прогласување на природна непогода голомразица поради ниските температури. Има сериозни оштетување на овошните посеви, на слива, вишна, кајсија, јаболка и секако на посевите со орев. По тоа што ние вчера видовме на лице место и по тоа што имам информација, за да зборува дека најверојатно сега наредната недела ќе треба да заседава Советот на општина Делчево и да биде прогласена и ворена состојба во општина Делчево. Штети има и во Росоман, каде се очекува стручни екипи да излезат на терен и да ја утврдат точната состојба. Таму поради ниските температури биле погодени лозјето, праските и кајсиите. Тоа мрзање се случи околу 5 часот утрото до кај 6, температурата падна до -2 степени. До сега се случувале мрзнења во текот на месеците март и април, но за мај можеби е прв пат во последните 30 на години. Земјоделците очекуваат брза реакција и обештетување, а граѓаните стравуваат дека оваа ситуација годинава ќе ги поскапи дел од земјоделските култури.